Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. На тротоарот на улица Свети Кирил и Методи пред објектот на поранешна НИП Нова Македонија се поставени заштитни столпчиња со цел пешаците непречено да се движат по оваа пешачка патека. Од град Скопје информираа дека по барање на граѓаните поставени се 40 заштитни столпчиња на потегот од крстосницата со булеварот Свети Климент Охридски до објектот на Халкбанка. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате во нив. Поделена топла облека за бездомниците во Момин поток. Доделени наградите за најубаво новогодишно украсување во општина Газилаба. Децата од градинката Авионче во општина Петровец добија пакетчиња. Општина Бутел ја реконструираше улицата 3 во Визбегово. За учениците денеска последен ден на настава. Од вторник почнува зимскиот распуст. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска го посети пунктот и прифатилиштето за бездомни лица во Момин поток и во пресрет на новогодишните празници им подели пакети со топла облека. Пакети со топла зимска облека денеска беа поделени во пунктот за бездомници на Црвениот крст во Момин поток на 80 лица кои редовно го посетуваат пунктот и 100 лица кои го посетуваат повремено. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека градот Скопје ја продолжува традиционалната поддршка на пунктот за бездомните граѓани. Посочи дека како градоначалник за него е попримарно да обезбеди и креира политики кои што ќе овозможат овие луѓе веќе да не бидат ваква целна група и да можат да бидат самоодржливи. Овие наши луѓе се луѓе кои што се во моментална состојба тешка и рете и човечки е да помогнеме и ние пред се како луѓе, потоа како институција, како град Скопје во соработка со нормално Црвениот крст. За мене како градоначалник е попримарно да обезбедиме и да креираме политики кои што ќе овозможат овие луѓе веќе да не бидат ваква целна група, односно да може овие луѓе да бидат самоодржливи во смисол на животната функционалност и екзистенција на пазарот на трудот, и тоа е за мене попримарна цел. Меѓутоа, независно од тоа, се додека има потреба, градот Скопје секогаш ќе излегува во пресрет, особено за хуманитарни активности, затоа што човечноста е нешто што не краси веројатно сите. Секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска посочи дека Црвениот крст на град Скопје во текот на денот и во текот на новогодишните празници ќе ја следи состојбата со бездомните лица и ќе врши дополнителна дистрибуција на вреќи за спиење и се она што ќе биде потребно. Црвениот крст на град Скопје и во текот на денот и во текот на новогодишните празници ќе ја следи состојбата со бездомните лица и ќе има дополнителна дистрибуција на вреќи за спиење, кебење и се она што им е потребно. Пунктот за бездомни лица работи 24 часа, ќе работи за време на новогодишната ноќ, каде што ќе се потрудиме да направиме една топла атмосфера и тука во пунктот за бездомни лица, а исто така ќе работи и за време на божичните празници, каде што ќе се потрудиме како едно семејство да го прославиме и тој празник. Нешто што е предизвик за Црвениот крст на град Скопје во 2018 година е дополнување на капацитетите на овој пункт, а тоа е изградба на трпезарија и простор каде што ќе може да се работи индивидуално и групно на психосоцијална поддршка, се со цел поголемиот дел од овие лица да ги ресоциализираме и вратиме во нормалниот тек на живот во нашиот град. Пунктот за бездомници на Црвен крст функционира 10 години и нуди повеќе услуги за лицата кои немаат свој дом. Целта е да овозможи тие да ги остварат основните човечки права и да се реинтегрираат во општеството. Пунктот е финансиски поддржан од градот Скопје и повеќе компании и граѓани. Поради студениот бран, веќе некое време пунктот е отворен 24 часа за бездомниците. Општина Бутел работи на темелна реконструкција на крак од улицата 3 во Визбегово. Комплетно е изведен долниот слој од улицата, нанесен е тампон, а делумно е завршено и нивелирањето. Од општината информираат дека штом почнат со работа асфалтните бази, улицата ќе биде и асфалтирана. Општина Бутел се зафати со градежни активности за санација и реконструкција на неколку улици низ општината. Освен што се врши реконструкција на улицата 30 во Љуботенски пат, општината го реконструира и кракот 3/1 од улицата 3 во Визбегово.
Оваа улица е во должина од 190 метри и ширина 3,5 метри. Поради големите оштетувања кои ги имала оваа улица, досега преземени се неколку градежни операции како комплетно вадање на долниот слој на улицата, тампонирање, а делумно е завршено и нивелирањето. Во наредниот период, кога ќе почнат со работа асфалтните бази, ќе биде извршено и асфалтирање на улицата. Средствата кои ги обезбеди општина Бутел од својот буџет за овој проект изнесуваат околу 600.000 денари. Во моментот се наоѓаме на улица број 3 во Визбегово и ја градиме целосно кракот од левата страна во должина од 190 метри. Се надеваме дека временските прилики ќе ни овозможат да ја дотампонираме улицата и да ја средиме и во најбрз можен рок кој ќе се подобрат условите со температурата ќе биде оваа улица асфалтирана. Општина Газибаба и оваа година избра најубаво новогодишно украсени дворови, тераси, училишта и градинки. Целта на доделувањето на наградите е заеднички да се придонесе за посвечен изглед на општината во пресрет на новогодишните и божикните празници. Општина Газибаба и оваа година избираше најубаво новогодишно украсени дворови, тераси, училишта, градинки и заедница на станари, со цел заеднички да допринесе за поубав изглед на општината во пресрет на новогодишните и божикните празници. Комисија составена од администрацијата ги посети сите пријавени, од кои се избраа најубавите и најуспешни декорации, за кои општината обезбеди награди. Наградите ги додели градоначалникот на општината Борис Георгиевски. И ова година општина Газибаба, за да ги мотивира и граѓаните и во објектите, додели награди за најубави новогодишни украсувања општина Газибаба и во наредната година со цел да ги мотивира граѓаните, ќе додела успешни награди да го разубавиме нашето катче за најубавиот и најсреќен ден во годината, тоа е новата година и новогодишните празници. Наградата за најубаво украсена тераса ја доби младеновска Катерина Олченто. За најубаво украсен двор беа доделени две награди, и тоа на Стојановски Драган од Виниче и Стојановски Маријан од Трубарево. Основното училиште Наум Наумовски Борче во Триангла е најубаво украсено основно училиште, а најубаво украсен објект на градинка Детска радост е објектот Мимоза, а од градинката 25 мај е објектот Сонце. Најубаво украсен простор пред зграда на заедница на станари се жителите од улицата Пехчевска број 3 во Хиподром. Ние сме станарите на, представниот од зградата Пехчевска 3 во Хиподром долу зградата. Секоја година до сега, па сигурно 7-8, може 10 години да е, секоја година. Така да учествуваме. До сега сме добиле, доста награди. Прва награда што сме били на општина Газибаба. Полицајецот Благоја Крстевски од полициската станица Газибаба ја доби наградата за најдобар полицаец, која општина Газибаба традиционално секоја година ја доделува на полициски службеници кои покажале најдобри резултати во работењето. Оваа година тоа е полицаецот Благоја Крстевски, на кого градоначалникот Борис Георгиевски му врачи награда од 20.000 денари. Општина Газибаба на овој начин се заблагодарува на сите вработени во полициската станица, посебно на полицаецот кој покажал најдобри резултати во работењето во 2017 година. Воедно, ова е начин да се потикнат сите вработени во полициската станица Газибаба да дадат максимум во реализацијата на своите професионални обврски, што резултираат со вакви или слични награди и признанија, информираат од општина Газибаба. Децата од детската градинка Авионче во општина Петровец денеска добија новогодишни и божикни пакетчиња од своите врсници од Англија, а омилениот лик кај децата Дедо Мраз им донесе чоколади. По повод новогодишните и божикните празници, како и секоја година, така и оваа, градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, заедно со невладиното здружение Самаријанска торба, им поделија 150 новогодишни и божикни пакетчиња на дечињата од детската градинка Авионче во Петровец. Омилениот лик кај децата, кои со нетрпение го дочекаа, им донесе и чоколади. Денес општина Петровец, заедно со хуманитарното здружение Самаријанска торба, со господјата Руле, во детската градинка Авионче поделивме на децата, новогодишни и божични пакетчиња, поделивме на секој дете по една чоколада. Ова веќе традиционално го правиме со здруженијето Самаријанска торба и ќе продолжиме и во иднина,
да мислиме на нашите најмили, на нашите најсакани, значи како секоја претходна година, така и оваа година, заедно со им приредиме едно добро изненадување, значи го донесоме и Дедо Мраз, а децата знаеме, значи ако на некого се радуваат во пресред на новата година се радуваат на Дедо Мраз. Јас сум пресреќен бидејќи кога децата наши се среќни, тогаш мора и градоначалникот да биде среќен. Хуманитарното здружение Самаријанска торба веќе 20 години поделува божикни пакетчиња во Република Македонија. Пакетчињата се подготвени од други дечиња од Англија, кои ги подготвуваат со голема љубов. Многу сум благодарна на градоначалникот кој што овозможи овој пат да биде во детската градинка Авионче во Петровец. И среќни сме што може да израдуваме дечиња, кои што пакетчињата се припремени од деца од друга земја, од Велика Британија, кои што ги спремаа со многу голема љубов и голема радост, за да стигнат до рачињата на други дечиња во земји во развој. Благодарност упати директорката на детската градинка Анета Петрушевска, што и оваа година дечињата добија пакетчиња и не беа заборавени од градоначалникот на општината. Огромна благодарност на градоначалникот Борче Митевски на општина Петровец за организирање на донацијата и до Самаријанска торба, здруженијето. Огромна благодарност во име на дечињата и родителите, затоа што знаеме дека нивната радост ни представува наше богатство. Градоначалникот на општината Борче Митевски додаде дека општина Петровец и понатаму ќе ја продолжи грижата за најмладите и поддршката на детската градинка. Хуманитарен новогодишен базар се одржа во основното училиште Кочо Рацин во Петровец, а финансиските средства собрани од базарот ќе бидат донирани на семејството Спасовски, кои живеат во тешка материјална состојба. Во основното училиште Кочо Рацин во Петровец се организираше новогодишен базар. На овој хуманитарен базар учествуваа учениците и наставниците од ова училиште, како и родителите и голем број други посетители. Базарот е од хуманитарен карактер, а финансиските средства собрани од овој базар ќе бидат донирани на семејството Спасовски од населеното место Огњанци, кое се наоѓа во тешка материјална состојба и живее во трошна куќа без основните потреби за достоинствен живот. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски им додели новогодишни пакетчиња на првачињата од сите основни училишта од општината. Пакетчињата се обезбедени со одлуката за пренамена на средства за дочекот на новата 2018 година. Во пресрет на новогодишните празници, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски подели околу 450 пакетчиња за прводеленците во основните училишта на територија на општина Ѓорче Петров. Пакетчињата за најмладите беа обезбедени со одлука на Наумовски за пренамена на средства за дочек на новата 2018 година. Во училиштата се одржа и приредба на која присуствуваше и градоначалникот, а децата го поздравија со желба за среќна нова година и божикни празници. Децата од градоначалникот си добија пакетчиња, но што сакаа да им донесе Дедо Мраз. Дедо Мраз сакам да ми донесе полицајски лего котски брод. Мен Дедо Мраз сакам да ми донесе лего Нинџаго. Јас сакам лего Нинџаго. А ти? А јас сакам тротинет и лампион матри со бомбони. Новогодишен базар, детска представа Дедо Мраз во пензија, како и традиционалното пристигнување на Дедо Мраз на 31 декември на плоштадот Македонија се дел од овогодинешната програма за најмладите која е во организација на градот Скопје. Улицата на радоста на само неколку денови пред новогодишната ноќ е збогатена со нови интересни содржини. Новогодишниот базар кој е во организација на град Скопје и Конгресен центар Александар Македонски, поставен на плоштад Македонија, нуди богата понуда на разни новогодишни украси и уникатни подароци. Исто така на плоштад Македонија во два термина дневно во 13 и во 18 часот, најмладите ќе може да се забавуваат со Дедо Мраз и неговата дружина составена од белата и темната кралица, ангелите и џуџињата. Представата Дедо Мраз во пензија е збогатена со раскошни костими, убава музика и одлична актерска игра. Дополнително, ликовите од представата заедно со 12 музичари прават една голема новогодишна парада и заедно со дечињата шетаат по улица Македонија и ја претвараат во улица на радоста.
Традиционалното пристигнување на Дедо Мраз на 31 декември на плоштад Македонија во 12 часот е настан кој децата со нетрпение го очекуваат. Па затоа градот Скопје се погрежи годинава тој да пристигне на необичен начин и ќе биде изненадување за сите посетители. По пристигнувањето на Дедо Мраз повторно ќе биде изведена представата Дедо Мраз во пензија. Дали дечињата сакаат да се сликаат со Дедо Мраз? Сакаат много. А имаат желби што посакуваат? Па све, до PlayStation и до 256 гига за интернет. А кукли, играчки возови? Посакуваат играчки кукли, помалите, иначе овие други. А Дедо Мраз што посакува на децата? Среќа во животот, здравје и радост. Како ви се допаѓа атмосферата во градот? Па добра, има нешто се случува. Еве дојдовме сега представа да гледаме, ќе има за некои десетина минути. За најмаливе најбитно. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев заедно со пензионерите од оваа општина помина неколку часовна предпразнична дружба. Како што нагласи градоначалникот, спојот меѓу младоста и искуството е единствениот пат за развој и напредок на општината. Во духот на традицијата, пензионерите од Карпош на новогодишен ручек се дружеа со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. Во организација на пензионерскиот клуб Карпош, повозрасните жители од оваа општина заедно со градоначалникот Стефан Богоев поминаа неколку часови во пријатна предпразнична атмосфера. Како што нагласи градоначалникот, спојот меѓу младоста и искуството е единствениот пат за развој и напредок на општината и им ги честиташе предстојните новогодишни и божикни празници, посакувајќи им многу здравје и среќа во новата 2018 година. За учениците денеска е последен ден од наставата, пошто тие ќе бидат на зимски распуст до 22 јануари. Во насока на квалитетно образование, Министерството за образование и наука планира намалување на бројот на предмети за учениците да имаат повеќе слободно време, квалитетно средно стручно образование, повеќе практична настава, спорт во училиштата и иновации во наставата. За учениците денеска е последниот ден од наставата, а од вторник официјално ќе бидат на 3-неделен зимски распуст. За второто полугодие во клупите ќе се вратат на 22 јануари. Матурантите нема да се подготвуваат за екстерно тестирање кое за нив во минатите 4 години се спроведуваше на крајот на јануари, за разлика од сите други средношколци и основци кои беа тестирани на крајот на учебната година. Од 1 септември во средното образование не почна примената на наставната Кембридж програма, што беше најавувано од претходната власт како продолжение на Кембридж програмата за предметите од природните науки. За сега Кембридж системот останува во прво оделение, додека работната група на Министерството за образование и наука не излезе со резултати од анализа дали тие учебници се компатибилни со наставните планови и се конкурентни на другите учебници или пак ќе бидат исклучени. Целта е учениците да добијат квалитетно образование што подразбира учење со разбирање, применливо знаење и стекнување вештини. Се планира намалување на бројот на предмети за учениците да имаат повеќе слободно време. Фокусот е ставен и на квалитетно средно стручно образование и повеќе практична настава. Спорт во училиштата и иновации во наставата се исто така предвидени со реформите. Од 1 јануари стартува новата цена на дизел горивата која ќе биде зголемена за 3,5 денари како резултат на воведување на повисока акциза за нафтата. А после Божиќ ќе следува нова цена кога регулаторната комисија за енергетика ќе донесе нова одлука. По последното зголемување на цената на дизелот оваа недела на 25 декември, од 1 јануари таа се зголемува за 3,5 денари поради воведувањето на повисоката акциза за нафтата. Па така, новата цена на евродизел на 1 јануари треба да изнесува 58,5 денари за литар. Нова цена пак ќе има една недела потоа, после божикните празници, кога регулаторната комисија за енергетика ќе донесе нова редовна одлука за определување на највисоките цени на нафтените деривати. Причина за зголемување на акцизата, како што наведуваат од владата, е согласно препораките на Европската унија, да се дестимулира употребата на дизел горивата за да се намали загадувањето на животната средина. Приходите што се планирани во буџетот за 2018 година од зголемувањето на
на акцизата за 3 денари, изнесуваат 1,6 милиарди денари и од ДДВ-то од продажба на дизелот за околу 350 милиони денари. Парите од акцизата треба да се трошат за капитални проекти во образованието, за детските градинки и библиотеки, рамномерен регионален развој, капитални инвестиции во општините, здравството и други сфери, а со цел да не се зголеми дополнително јавниот долг. Во деновите од викендот, како и за време на новогодишната ноќ, се очекува стабилно и суво време. Во сабота ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Од вторник се очекува известно зголемување на облачноста и локални врнежи од дожд. МТМ Метео го гледаме во продолжение. Групата ентузијасти на Точак им испрати честитки на 11 скопски градоначалници со порака во новата 2018 година да свртат за промена. На честитките покрај пораката стои и логото на Точак, во кое централно место има велосипедот. Ова е последната информација за денеска во Урбаните вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатен викенд.